И по првиот блок на утрински вести, нов час во студиото 3 на Македонската радиотелевизија од утринската програма Македонија наутро. Сестрите од некогашните воени болници во регионот деновиве се наоѓаат во посета на Воената медицинска академија во Белград. Поводот за посетата е да се констатира здравствената нега во поранешните воени болници во регионот. Од Македонија таму е председателката на Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акуширки за нас Гордана Бешлиевска, која што ја вклучуваме на куса Skype јавување токму од Белград, непосредно пред почетокот на денот и активностите кои што се бројни. Гордана, добро утро, се надевам дека се слушаме одлично. Ви благодарам прво за позитивниот одговор за разговор овие 7-8 минути во утринската програма, бидејќи знам дека агендата е полна за денеска. Започнува се, меѓу другото, и со ваша презентација на тема квалитетот на услугите и здравствената нега во нашите здравствени институции, па следствено каква е и меѓу другото во поранешната воена болница 8 септември. Сега. Така е, добро утро. Срдечен поздрав овде од Белград за нашите гледачи и посебно за сестринството во Македонија, од каде што Унијата на Сдруженијето на медицинските сестри се чувствува како амбасадор на денешната средба овде, каде што имаме контакти со сите наши колешки од регионот, да речам од понарешните југословенски држави, каде што сите на еден начин ќе зборуваме збирно за сето тоа каде бевме и каде сме сега, со компетентноста и со сето оноа кое што здравствената нега треба да ја пустиме до ниво за покачување на вредноста на пациентите. Многу е убаво чувството да бидете овде во воено-медицинскиот центар, кој што представува еден престижен центар по паралела на нашата пар екселанс понарешна воена болница, сегашна градска општа болница 8 септември, каде што јас на моје задоволство нели ја града мојата кариера 32 години и овде не сум само како представник на Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри од Македонија, туку како поранешна главна сестра на градската општа болница 8 септември, која што во тој период се трансформираше од една воена установа во сегашната. Она кое што сега во овој момент ние сите заедно програмски овде го зборуваме е автономноста наша на работните места, од законите регулативи врз основа на кои ние ги работиме нашите работни задачи и сето оноа кое што зборува за правните субјекти и заштитничкиот момент на медицинските сестри на нашите права. Многу ми е жал што секогаш кога ќе се појавам на овие вакви настани како представник на нашето сестринство, морам да зборувам за тоа дека на нас не недостасува нашата регулатива, не недостасува нашата комора, меѓутоа за интенциите, афирмацијата на сестринството и на професијата на Унијата и на Сдруженијето и покрај сето тоа ќе продолжат понатака. Ако ние толку многу години чекаме на портите за влез во Европа, сестринството ми се чини дека веќе нема време за чекање, бидејќи алармот е вклучен заради недостатоците, заради сето она кое што ни се случува во болниците, како што ни се случува се со цел да пружиме подобра здравствена нега и да ја кренеме вредноста на пациентите. Така да овие средби, овие симпозиуми се многу важни за паралелите и за сето оно кое што ние сакаме да го афирмираме кај нас и сето оно кое што на некој начин ќе треба да се спроведе со озаконувањето на нашата професија, со регулативата, со поставувањето на комората, со крајна цел подобрување на условите за работа на медицинските сестри, кои што се пред се многу важни во овој момент, автономноста, кариерниот развој и на трето место сето она кое што ги заокружува сите овие нешта, тоа е платеноста по одговорностите на медицинските сестри кај нас во Македонија. Бешлиевски, има еден индикатор кој Светската здравствена организација го бара, тоа е пристапот до здравствените институции. Па ајде да направиме една паралела. Каква е состојбата во 8 септември кај нас и во Воената академија во Белград? Па видете, градската општа болница 8 септември е установа која што е образ на здравствениот систем во Македонија, која што после трансформацијата, значи, стекна толкова доверба во пациентите и кај нас во Македонија да сметам дека во изминатиот некој период од 6-7 години на некој начин се наруши таа и се деморализираше и персоналот и пациентите и така понатака, меѓутоа сметам дека сега во овие услови на голема желба и ентузијазам на раководството и така понатака, дека сите ние кои што ги градиме нашите кариери во болницата ќе ја вратиме таа доверба и ќе успееме болницата да ја вратиме на оние насоки на кои што беше после трансформацијата од воената болница, кога ги превзема пред себе сепак сите оние хиерархишки застапувања, професионални дисциплини, бонтон и сето она кое што ние сега можеби го бараме, а во тоа време, во тој период и во таа болница и го имавме, почнувајќи од ХАСАП системите кои што не следеа уште далечната 94 година по болничките кујни од каде што се испорачуваше храната на пациентите, па се до оној завршниот момент каде
што беа индикаторите на ефикасноста на болницата. Она што мене ме загрижува и кое што јас овде имам прилика да го видам и да го застапам е тоа што и да го проценам во паралела е дека на нас генерално во нашиот систем ни фали активното учество, проактивното учество во сите оние така наречени проекти на големите меѓународни асоциации, како што е Светската здравствена, како што е УНИЦЕФ, кои што впрочем толку многу инвестираат во одредени проекти од кои што искачаат експертизи врз основа на кои треба да ги градиме нашите национални и стратешки програми, кај нас се некако тоа е многу пасивно и сите тие експертизи не се преточуваат понатака во оперативни мерки и на крајот немате евалуација и немате ефикасност на тоа дали сме го направиле или не. Тоа е нешто кое што е многу важно и кое што во овој момент овде, што нема да го видите за сестрите, а го гледате кај нас, се нашите импровизирани позиции кои што нашето сестринство го импровизира, во овој момент го супримираат. Што сакам да кажам? Ние во Македонија имаме така наречена владина сестра која што воопшто не постои. На таква позиција не постои, не испорачува ништо за медицинските сестри, а на хартија да речеме е како таква поставена. Имате председателка, односно комора на медицински сестри која што воопшто не постои 8 години, а имате значи на хартија поставена индивидуа. И кога вие како асоциација, односно ние како асоциација која го афирмира сестринството, ќе се појавиме на проектите и било каде кај што ги бараме нашите побарувања, тогаш вие имате состојба во која што се сретнувате со импровизирани позиции, со лажни авторитети кои што не функционираат и ништо не работа за сестринството и тогаш ги имате сестрите во таа позиција во Македонија на демоларизација, дестимулација, одлевање на кадар и така понатака, не се задоволства и незадоволствата само во личните доходи. Тоа овде не можете да го видите. Овде значи се однесува на експертиза, на нешто кое што ги продолжува нештата со оперативни мерки врз основа на кои се градат националните стратешки програми кои што на нас во овој момент многу ни недостасуваат. Сакате во правесно. Се извинувам што ве прекинувам. Тоа е целта на размената на искуствата, на ваквите посети, на говорењето гласно за да ги менуваме нештата. Сосема накусо, за оваа тема секако ќе зборуваме многу и по враќањето од ВМА, кога ќе не дојдете и овде во студиото 3 на МТВ. Денешниот ден, 17 септември, е меѓународен ден за безбедност на пациентите. Безбедноста на пациентите треба да е приоритет на здравствениот систем. Тоа е уредено секако со закон. Но како е во пракса, каков е вашиот впечаток и ве како здравствен работник и во кој сегмент треба да се унапредуваме на оваа тема? Па нашата задача како здравствени работници е да го правиме здравственото воспитување, да го напредуваме здравјето и да ги превенираме болестите. Здрави здравствени работници иницираат здраво население. За медицинските сестри сум компетентна да кажам и секогаш кажувам, инвестицијата во медицинските сестри е инвестиција во здрави нации. Сето оно кој што ќе го направиме како инвестиција во превенцијата на болестите, многу ќе ни го растерети целокупниот здравствен систем. Од тука потекнува целокупната безбедност на нашите пациенти. Ние треба да имаме од нашите буџети исклучителни средства само за превенција, имунизација и превенција и превенирање на болестите и унапредување на здравјето, а не после тоа да ги трошиме буџетите од фондот за здравство кои што се предвидени за лекување и да ги оптеретуваме болниците со да речеме и на секундарно и на терцијерно ниво. Многу е важно за безбедноста на пациентите да ги развиеме програмите за превенција. Ние здравствените работници имаме тука многу голема улога, посебно сите оние кои што се во сегментот на превентивната медицина, каде што треба многу да работиме на превенцијата и здравственото воспитување. Сите проекти за кои што ви зборуваме и ви спомнав треба да бидат јавни и достапни и тој индикатор за кој што Ване ми спомна на покриеност и пристапност до здравствените услуги е нешто што е многу важно и Светската здравствена организација ни го посочила многу пати за тоа колку ние имаме здравствени осигуреници и колкава е пристапноста на нашите корисници до здравствените услуги. Само на таков начин значи можете да успеете да ја подобрите безбедноста. Не е безбедноста само внатре во болниците кога се случуваат несакани случувања. Работата е да не дојдете и да се спречат сите тие ризици. Сето она кое што е многу важно е да бидеме вклучени во тие сите програми каде што треба да ги спречиме ризиците за појавување на болестите како што ни веа во епидемиите и како што ни се закануваат сега во моментот исто така епидемии од разноразни заболувања. Мора предвреме сето тоа на тоа да се навлезе и на тој начин да се покачи безбедноста. Се тоа може да се постигне само со подигање инвестиција во сегментот на превенцијата на болестите. Од тука почнува важноста на безбедноста, од тука почнува подигањето на вредноста на пациентите. Ова е тема секако која што останува отворена и за која што ќе дискутираме по вашето враќање во Скопје. Посакувам убав помен на Воено-медицинската академија во Белград, па се надевам и сите искуства ќе ги преминиме овде во Македонија.
Продолжуваме на тема здравство. Да, доколку е тоа се благодариме на нашата гласот на медицинските сестри, ова е многу важно за статусот наш и сето она за кое што Унијата и Сдруженијето ја работи афирмацијата по статут и по цели. Ви благодарам многу.